Благодарам на одговорот, почитуван премиер. Меѓутоа, ова е многу актуелна тема. Скопје денува е повторно во првите 10 загадени градови во свет. Знаеме дека тоа не е од сега, тоа е во континуитет ни се случува ова загадување, кое што никако не можеме да го решиме, а не можеме да го решиме бидејќи очигледно повторно нема стратегија, нема визија, не се знае како. Јас моето пратеничко прашање го поставив во соработка со невладиниот сектор, поттикната од објавата на вашата, односно во програмата на СДСМ за парламентарните избори во 2020 година, каде што во приоритетите на страна 12 наведувате дека сите институции, државни институции кои што се греат на нееколошки горива, најпрво сте напишале до 2022 ќе бидат префрлени на еколошки начин на грејење, загревање. Потоа минатата година најавивте една акција 21 каде што рековте до 24 година. Сега сме декември 22 година. Во вашиот одговор, освен повторно како најава, нема конкретно на колку институции е заменето грејењето. За овој буџет и минатата година за буџетот за 22 имаше 3 амандмани, конкретно за 3 болници во градот кои што се во густо населени места. Тоа се Завод за рехабилитација, Детската клиника Козле и Центарот за геријатрија во Ѓорче Петров. Амандманите беа одбиени. Тие болници, тие државни институции се уште се греат на мазут. Така да одговорот целосно е незадоволителен, особено што е повторно во идно време ке. Јас, почитувам премиер, почитувани представници на влада, мислам дека и вашето време ке истече за многу брзо, бидејќи ова веќе навистина не се трпи. Ви благодарам, не сум задоволна од одговорот и немам дополнителни прашања.